Каде сме? Каде сме, деца, на мајкава земја под Божјо небо. Како да сме биле овде порано. Можно е, скомрахи сме, театар, патувачки актери, души кои се тркалаат по светот и даруваат светлина. Гледам убав, мирен и благороден народ. Им дал Господ Песни. Край твоите порти помина мој габе. Браќа и сестри, домаќини и домаќинки, вредни луѓе, пријатели драги. Вечерва патувачкиот земен театар Скомрахи ќе дарува, ќе игра, ќе изведе стихови од богодарувани поети и духовници. Поучни, а вашите актери Скомрахи ќе изведат поучни сценски действија со плачење и смеење, со радост, со љубов и мраза, со разделба и повторно средба, со радост и тага. Ако сакате да започне представата, притиснете 3. Ако сакате да изберете јазик, притиснете 4. Ако сакате да се вратите во младоста, притиснете 5. Ако сакате да си легнете, притиснете 6. Ако сте слаби со нервите, притиснете 7. Ако ве мачи владата, притиснете. Ако сакате да фрлите бомба, притиснете 9. Притиснете, натиснете, потиснете, стиснете. Ако сакате да запре монолого, притиснете 12. Ако сакате да си ја притиснете душата, притиснете 13. За самоукинување, притиснете 0 или на собствената душа. Какво сакате? Барем се сети. Мажена си. Не ме прашувај. Ако мислам, Сакам само. не си се променила. Мина времето. Старееме. Младееме. Помниш? Не? Не си искрена. Што сакаш да ти паднам во преградка? Никогаш не престанав да те љубам. Господе Боже, треперам од љубов. Да те бакнат. Не, Само една преглед. не, За спомен. не. За душава. Господе Боже, сонував дека си ме земал за жена. Ако, дај Боже. Сонував, а сега овде, на платото пред манастирот, повторно се сретнавме. Тихувај. Душо моја мила. Тихувај. Треперам од љубов. За секогаш љубов. Чаша вода. Има ли некој да ми подаде чаша вода? Дајте му чаша вода, дами и господа, на актерот Беден, на глумецот Беден кој игра во театарот за една вечера, за неколку пофалби ракоплескања. Пујазак, да нема кој да ти подаде чаша вода. Јас не сум Едмон Сотир од Леска, од Шулин да пијам вода од езерано кај нашинцина во Албанија. А и овој авторот, меѓу нас да си бидеме, се за Македонија се фатил во делова. Нека напише нешто за екологија, нека се фати за правата на индијанците во Пафлагонија, за кучињата бездомници, за тебанците, за снегот лански, нека се фати малку, а нека се фати малку за владана, не за нашава, за она од таде шара. Ете зашто не им даваат пари, запишувал што на умото, а на друмо. Тики еден е Господ и не крепит. А Ишала, ојме напред! Напред, Македонијо! Треба малку да се облагороди делово, да му се стави рамка за гобленче. Ке преврни. Облаците. Што? Ги позема ветрот. Накисна ке изцемнеш. Не грее нешто однатре. Мина многу време. Време и време.
Сепак, Време. Силен ветер кој ги корне спомени. а ти? Веруваш? Веруваш во Бога? Да. Понекогаш се молам во темнината. Манастирот има душа. Не истишти. Не лекува. Како да е жива, како да трепка со очите. Архангел Михаил. Душевадник. Веруваш во задгробен живот. Проб. Ти не си престанал. Не сум заминала. Тука сум. Да. Помогнете му на театарот, браќа и сестри. Јас сум третиот Хомер. Пишувам епови во стихови. Сакам да ја допишам Илиадата на Хомера и Сердарот на Григор Приличарот, да ги обединам во едно дело и да ги поставам во манастирот Свети Никола во Варош. Дарувајте за тажната состојба во македонската култура, браќа и сестри, чеда возлюбени, дарувајте. Дарувајте затоа што вечер во театарот ќе го игра Хомера од епот Илијада, напишан пред безмалку 3500 лета господови на сличен јазик како што глаголите и вие. Раниот Хомеров јазик е јазикот на славо македонците од Леринско. Така запишал Константин Чулкас 1907-та. Лудвиг фон Пасов нашол идентични зборови во Хомеровиот оригинал со чешкиот и словачкиот јазик 1907-та. А Георгија Пулевски, македонски преродбеник, има запишано вака. Тока за да предречено време за македонциот имале своји цареви и царствено управление, познаваме уште од време на Тројански бој. Тики и македонци со царот Пилимона биејќи се против грејци, бранејќи град Троја, тики царот Пилимона си го изгубиле во Тројански бој. А славјанско-македонско наречје, ако е отфрлено од време на Филипа II, ами пак е основано за општ славјански јазик од Свети Кирила и Методија, македонските браќа. И метарот на Хомеровите епови Илијада и Одисеја не е ништо друго, туку ритамот на 17-осминскиот такт на македонска говоро. Пам параба дам да рама дам да. Ајде да се фатиме на орото и да се играме сите. Ајде. Или да ги пуштиме да играат зборовите. Велни, нека започне празненството. Господ напред, ние по него. Ај ишало и амин, Боже, почуваме да сме здрави, живи, да имаме век. Напред, македонци мои, напред. Моля ви се, дами и господа, другарици и другари, путујуќе позориште. Тука и тежение грешни војна на Чернодринскога представља вам у Јужној Бановини Македонској. Не натискајте зе копче кај ван. За промена на јазикот. За промена на јазикот притиснете 10. За промена да се вратите во минатото притиснете 14, за самоукинување притиснете 0 или на сопствената душа. Има ли некој за самоукинување? Има или нема, што молчите? Ту, јазик, не заслужувате да бидете народ. Гоблени ви везат по душите незнабожците, а вие што? Клямчите, подофине дни. Ајде! Мажеме се. Имам сопруг и деца. Сепак сакам некој да ме гушне. Како порано. Имаме представа, премиера, со театарот Скрп и утеха, овде, пред платото на манастирот. Хомер, според Хомера, Праличев, велиме, гневото, Божице пеи го на Ахила, синот Пелеев, кобниот гнев што ми задал на хајците безбројни болки, силни влади спреќајќи многобројни јуначки души, а пак труповите нигли правејќи ги пленои на пците. И да ја стрелите сите. Слободци. Бископници се слушаат од далече порека, што тешко не се да ги збраи жените и мажите, та навива. Знам, не е како порано, но ете се обидуваме, туркаме, некако, како Сизиф угоре, не разбираш? Од двете оружја се слушна пукање и сетне 2 куршума со пискот зол излетаа, барајќи месо. Едниот го сретна и Кузман сети силен бол во рамото,
Крај одлево клучницата со зглобот лопатниот го крепи бел, а другиот во правта закачи, свирејќи злобно, но без да сретне жива цел. И Кузман, горчлив, насмев сал на својот враг му прати. Се исправи на конјот жив, кадур на Махмуд му се здаде јатаган да фати, испреварен му зајде стив. Ја крена Кузман сабијата та одлево и кратко, ја замавна врз врагот клет на она место, кај што гордо гркванот над вратот, на телото се подал сет. И Махмуд пушти грозен крик. Старена? Не помнам тој миг. Нема. Не сум заборавил. Не можам. Тој бакнеш. На последен пат Ми се тресаше снагата. умира во него. Умира. Од очите ти се гледа. Уште еднаш. Само уште еднаш. Крај море карците как и пеонците скриви на лакои, оние лелези уште кавконци дивни пелазги, пеонци, конички борци, од Амидон што ги довел од широкострујниот акции. Тој од Пеонија с краја, од грудеста земја беше дошол. Сакате ли да знаете за себе? Кои сте, што сте, какви ве прават? Најважните места во Илијадата, каде што се споменува реката Вардар како акции, Пеонија и пеонците, вашите прадедовци, македонци мои. Слушајте го Хомера. Светлиот син Пелагонов му одврати потоа нему. Јуначе, сине од Пела, за ошто за рода ме прашаш? Јас од Пеонија сум с краја од грудеста земја. Јунаци, пеонци, водам со зариси долги, еве и сега 11-та зора ми врви, като сум дојден во Или. Сонувам будно. Миросива душа. А љубовта надоаѓа со проморот, со капките на дождот. Вети ми Што? дека нема да престанеш никогаш да ме љубиш. И по 1000 години ке те љубам. Сакала Што? Што би сакала? да се врати времето назад. Да останам со тебе. Да ти изродам деца. Да ме бакнуваш како поред. Тихувај. Тихувај. Бакни ме. И го парчи срцево со љубовта, Те молам, бакни ме. за секогаш љубов. Секогаш. За секогаш. Како издржа сето ова време без него? Ја закопав љубовта длабоко во срце. Тоа е некаде овде, во мене, во душата. Тој се уште те љуби. Плаче секогаш кога ја пееме песната на љубовта. На почетокот на представата. Знам. Кажи, Мрахите дремуваат, даруваат љубов на мајката сцена. сепак, не оставај за друг својата љубов. Љубов. Ој, вие со мрахите ги распостилате своите чувства секоја вечер пред непознати луѓе од град во град, од земја во земја, преку границите како птиците, баш како птиците. За самоукинување, има ли некој кој не е за самоукинување? Го има или нема? Нема. Решете се веќе еднаш, да луѓе сте нешто животни. Решете се за што сте. Јас одбивам да бидам слуга и роб. Одбивам. Јас сум глумец, актер, шаушпилер, скомрак. Божја душа предодредена да биде слободна. Има нешто во твојата душа. Душа, изгорена од љубовта. Барем се сретнав. Со Божја волја под ова небо.
Сполајмо на Бога. Сполајмо. Amen. Треба да се врви напред. Треба да се разбираат и почитуваат другите. Треба да се верува, треба да се има срце и разбирање за сите, да бидеме луѓе, да си подадеме раце, да ги укинеме границите. Ист народ, и овде и таму. Исти песни, исти обичаи, адети. Зошто мраза? Зошто војни? Зошто делби? До кога вака? До кога ве прашувам? На ист Бог му се молиме. Истиот златен Свети Никола. Исти светци имаме. Свети Кирил и Методије, Свети Клименти Наум, Свети Прокоп Чински, Свети Наум Охридски, Свети Јован Рилски, Свети Гаврил Лесновски, Роженскиот манастир, Баба Ванѓа. Хајде да ја пронајдеме љубовта во нашите срца. Да ја заборавиме мразата. Дајте вино проклокотено. Ајде да се собереме овде на ова древно место како што го правеле тоа пред многу години нашите прадедовци. На денот златен Свети Илија. Дајте, браќа, ајде, удрете, тапани, кавали, зурли, дудуци, навли. Ајде сите во оро древно македонско. Напред, браќа, напред! Нека пукнат душманите! Нека пукнат! Повторно пишуваш за политика. Името на оваа земја. Името на оваа земја. Зарем во името на оваа земја има политика? Некои теми и вистини се уште не се дозволени за македонците. Не можам да ја заборавам мојава земја. Не сакам. Не можам. А за мене? Би се откажал ли од неа за мене? Не знам. Те сакам. Јас тебе не. Ме сакаш? Не. Ме сакаш? Не. Ме сакаш што си овде? Не и не. Кажи да. Замоли ме поубаво. Се додека постои театарот скрп и утеха, се додека постои македонската култура, ќе постои и оваа држава, ме разбираш? Те сакам со сета душа и срце. За секогаш љубов. За секогаш љубов. Треба да си подадеме раце. За секогаш театар. Да ги поминеме границите, да летаме слободно како птиците. За секогаш театар. За секогаш. Со Господ напред во срцето. За секогаш. Секој за себе решава дали ќе живее понатаму како роб. Ниеден човек не е роден неслободен. Можете да бидете роб однадвор, но одвнатре никогаш. Слободата ја заслужува само оној што секојдневно се бори за неа. Ако сакате да ја заборавите представава, притиснете 14. Ако сакате да бидете роб, ви честитаме на реизборот. Ако сакате, но кој ве прашува во оваа земја што сакате и дали сакате, сепак ви честитаме на реизборот. За скрбјуто веќе пред 96-та имав прочитано во разни списанија што излегува во Македонија и ми се допаѓаше содржината на тие представи, а исто така и начинот, мислам кај ги изведувавте, посебно тоа во горе на водно, на отворен простор, исто така во затворот во Идризово, клиниката за психијатрија, кој го сметам за еден модерен начин театар да се прикажи
Додека, мислам, другите театри се сите затворени во затворен простор, во тие големите овие театарски сали и куќи. И така решив да контактирам со Скрб и утеха за да дојдат и во Шведска како прв македонски театар. И за среќа сето тоа успеа, 96-та во септемвр дојде во Шведска како прв македонски театар. И таму тогаш ја одигра представата Ние. Со години водевме битка со невидлив непријател, со невидлива сила која се обидуваше да ничко се нешто што се нарекува театарска представа. Дарување на одреден драмски текст кој го една група луѓе застануваат да даруваат култура. Таа невидлива сила секогаш одеше зад нас и против нас. Не пушташе да играме на фестивалите, не забрануваше затоа што едноставно се деклариравме како македонци, како македонска култура. Како култура која е веројатно најстарата во Европа, затоа што името Македонија, Македонија како држава, македонскиот неолит, Македонија како феномен на деветте музикергите на македонецот Пиер и Пеонката, Македонија како земја на митскиот македонски цар Орфеј, Македонија како земја на Аполон, на пеаните кои ги пеат македонците. Македонија земја на 17-стинскиот театар, Македонија земја на неправилните ритми, Македонија земја каде што е откопан Адам од Говрлево, неолитска машка фигура, 7000 години пред наша ера и окарината, а исто така музички инструмент на кој професорот Дутовски ги свири македонските песни, стар 6000 Божји години пред Исуса Христа. Таа невидлива сила се обидуваше да не поништи, да не ничкоса, да ни дозволи да бидеме, да даруваме театар на публиката. Најчесто цензурата доаѓаше од тоа да не ни дозволува да учествуваме на фестивалите, не ни дозволува да играме представи за македонците во соседните земји. Секогаш имаше проблем кога ќе поминавме границата и секогаш текстовите кои зборуваа за Македонија беа проблем и тоа длабоко после себова кога зборуваме за театарот и црквата, за Македонија како земја која е клучна во некои идни настани на човештвото, да се зборува дека се уште не дојде таа слобода, македонизмот како нешто што зборува за човеколюбие, за слобода меѓу границите и така натаму. Затоа секогаш кога ќе излезам на сцената со сите овие луѓе што застанаа во Скрб и утеха, секогаш чувствувам дека водам битка со некоја темна сила. И она што апостолот Јован, богословот, во својата книга Откровение го има запишано за последната битка, Армакедонската битка, народот армакедонци со силите на ангелите и мртвата македонска војска, која ќе ја бијат последната битка против паднатиот ангел Луцифер и кога Господ ќе ја крене Македонија на небо, кога ќе ја крене земјата на небо. Ете затоа театарот и црквата, односно вербата во македонизмот, во човеколюбието, ни даваше сила да успееме и затоа зборуваме дека театарот и црквата во Македонија секогаш биле едно, единствено нешто.